Почитувани, јавното обвинителство мора да се охрабри и да се стави над партискиот интерес на Зоран Заев. Зоран Заев од позиција на премиер и Нина Ангеловска од позиција на министер за финансии исплатиле антикризни мерки на своите компании. Имено, Зоран Заев дал над 800.000 денари државна антикризна помош за семејната компанија која што врти милиони леница, додека Нина Ангеловска си дала парична помош за својата фирма за интернет трговија Вебспот во висина од над половина милион денари. И двајцата од позиција функционери во владата дале на своите приватни фирми пари од државниот буџет. Зоран Заев е повторно премиер, а Нина Ангеловска не се најде на листата на министри, но тоа не ја аболицира од одговорноста за сторените неправилности за време на вршењето на функцијата. Имаме основано сомнение дека во случајот е извршено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 став 5 од Кривичниот законник, со што е сторена штета на средствата од буџетот на Република Македонија, што се казнува со казна затвор од најмалку 4 години. Го повикуваме јавното обвинителство, ова овде зад мене, да го истражи случајот и во најбрз можен рок да изврши дејства во насока на враќање на парите кај граѓаните. Недозволиво е да се мешат јавниот и приватниот интерес и премиерот и министерот за финансии да си делат пари од буџетот со кои што треба да управуваат во интерес на целата држава и сиот народ. Ниту Зоран Заев, ниту Нина Ангеловска не смеат да ги користат парите на граѓаните за помагање на фирмите во кои што тие или членови на нивните потесни семејства се собственици. Од тука ги повикуваме Зоран Заев и Нина Ангеловска во најбрз можен рок да ги вратат парите и да не чекаат евентуална судска постапка, со што штетата врз буџетот би била уште поголема, а јавното обвинителство го повикуваме да отвори постапка со цел казнување на ова недозволиво работење на штета на народот. Почитувани, бидејќи јавното обвинителство и досега не реагираше по допрен глас по сите оние пресови и оние изјави дадени пред зградата на јавното обвинителство, затоа сега по оваа пресконференција овој текст што сега го прочитав пред вас, ќе го доставам до јавниот обвинител. Ако не слуша, барем може да прочита за што се работи и да има допрен глас за да поведе постапка.